Добар ден, и од мене почува уште едно ново издание на емисијата за родителство за практично родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Кожата на бебињата е нежна и чувствителна, поради што треба исклучително внимателно да се бираат производите за нега на бебешката кожа и за одржување на хигиена. На многу прашања кои што се поврзани со составот на козметичките средства наменети за бебиња и за деца, што треба да содржат, а што треба да се внимава да се избегнува во нивниот состав, потоа дали возраста на децата игра некаква улога при изборот на козметичките средства, денеска ќе разговараме со гостинката, тоа е Емилија Продановска, фармацевт. Добре ни дојде. Добар ден, благодарам на поканата, Марија. Ќе започнеме од возраста на децата. Дали еден од критериумите при изборот на козметички средства за нега на бебешката кожа и за одржување на хигиена, треба да се следат некои параметри кои што укажуваат на тоа за која возраст одреден производ е наменет. Има ли некои такви параметри? Токму така, да. Значи, функциите на бебешката кожа почнуваат полека да созреваат после раѓањето и тоа е процес кој што континуирано се развива неколку години. Самата бебешка кожа има одредени специфични карактеристики кои што ја прават да биде покревка и секако почувствителна, па поради тоа таа бара внимателна, посебна нега и грижа за да може да остане здрава и секако да биде спремна да одговори на дејството на надворешната средина. Кога бараме производи за нега, секако е многу битно да се знае и критериумот, односно да се следи која е возраста на детето и според тоа да се негува со одветна нега. Правилната нега, значи кај дечињата, обично се категоризира во 3 периоди. Од новороденче или нјуборн е од 0 до 3 месеци, потоа е бебче од 3 месеци до 3 години и секако детенце од 3 до 10 до 12 години, кога и кожата потполно созрева и ги има истите карактеристики како и кај возрастните. Има ли некаква терминологија како што е 0+? Така, да, така, тоа родителите може да го забележат на производот. Да, токму така, значи има 0+ или newborn, потоа следи baby и потоа значи следи терминот некаде ќе се сретне toddlers, некаде ќе се сретне child. И така. Тоа е она кое што да речеме е дел од критериумите како водилки во соодветниот период која е соодветна и правилна грижа за нивното малечко. Кои препарати се неопходни за нега на бебешката кожа? Бебињата и дечињата го спознаваат светот преку својата кожа. И поради тоа многу е битно, од фундаментално значење, дечињата да се осеќаат комфорно во своето тело. Не треба родителите да ги полнат тоалетните шкафчиња со премногу производи за нега кои што ќе ги збунати родителите и ќе збунати детската кожа. Значи, негата на дечињата почнува со хигиената и обично тоа се формулации кои што кај новороденчињата и кај дечињата се две во едно. Значи, и шампонче во едно и гелче, односно лосионче за туширање и потоа следи негата која што се состои од лосион и масло за нега на тело, крем за лице и крем која што е за нега на пеленската регија. Во зависност од периодите од годината, како една дополнителна заштитна нега е заштитниот балзам за студ и ветер кој што се користи во зимските периоди и секако сончевата заштита во летните периоди за кој што мораме да напоменеме кај новороденчињата, значи кај бебињата и децата мора да се состои од минерални филтри, секако SPF 50+. Така. Кога родителите купуваат козметички средства за новороденчето, за бебето или пак за нивното дете кое што веќе поголемо, ги читаат декларациите, барем во последно време тоа се обидуваат да го направат. Одлично. Сега треба при тоа да знаат што треба да селектираат. Што е она што не би требало да го содржат овие препарати, а што треба да содржат? Токму така, да. Производите, кога треба значи да одбереме одреден производ, родителите секако треба да се водат по некои определени критериуми, односно стандарди. Што не треба да содржи детската козметика? Таа не треба да содржи синтетски конзерванси, многу познати се овде парабените, феноксиетанол, фталати.
не треба да содржи синтетски бои, не треба да содржи парфеми и синтетски мириси. Всушност, детската кожа, нејзината површина во однос на нејзината маса е еден многу голем однос и поради тоа мора многу селективно да ги бираме производите кои што се за нега на детската кожа, токму поради ова специфична карактеристика на кожата. Затоа секогаш велиме дека less is more, значи што треба да содржат. Секогаш во формулацијата најдобро е да има многу малку, на минимум сведени активни состојки, но кои што ќе бидат со определени концентрации, секако дерматолошки и офталмолошки тестирани, кои што ќе овозможат правилна и соодветна нега на бебешката кожа. Производите треба да нудат висока толеранција и висок квалитет. Секако, сите тие производи треба да бидат создадени во соработка со дерматолозите, фармацевтите, педијатрите и на тој начин да се овозможи правилна нега на кожата. Така, да купуваат сертифицирани производи, токму така, значи, на кои што има декларација, да, и кои што се тестирани, тоа е клучното. Тоа е клучното и затоа некако одговорот на ова прашање всушност не води кон органската козметика, сертифицирана секако органска козметика, која што започнува 1921 година, веле да е тој органски бренд кој што го започнува тој тренд и веќе со децении по препораки од секако лекарите и од фармацевтите, тие ја стекнуваат и ја градат довербата кај родителите. Органската нега е она која што ја овозможува на кожата правилно да се развива, да ги поттикнува биохемиските функции, но не да ги заменува и на тој начин да ја овозможи на кожата да се развие во еден здрав орган кој што понатаму ќе може и самиот одредени неправилности да ги надмине. Кои супстанци позитивно влијаат на бебешката и на детската кожа? Има некои родители кои што се одлучуваат бебињата да ги мачкат со кокосово масло. Дали е тоа еден правилен чекор? Така, значи, родителите секогаш го сакаат најдоброто за своето дете, но секогаш пред да купиме производ треба да се прашаме кои се бенефитите од тој производ кој што ќе ги добие бебешката кожа. Растителните масла секако се тие кои што се пријатели на детската кожа, особено сертифицираните од органско производство растителни масла, како што се кокосовото масло, бадамовото масло, но тие масла, за да биде комплетна негата, секогаш треба да бидат во формулација каде што ќе постојат и водени растителни екстракти. Значи, најдобре би било, значи, кокосовото масло, бадамовото масло да бидат во комбинација со екстракт од дневен и од камилица, бидејќи кокосовото масло и бадамовото, значи тие растителни масла, го градат хидролипидниот слој, значи ја одржуваат заштитната бариера на кожата. Но со помош на растителните екстракти, тие одат и подлабоко во епидермалните слоеви, каде што всушност тие одржуваат хидратацијата на кожата. Бидејќи стратум корнеум, површинскиот слој на клетки кај бебињата не е развиен и многу лесно трансепидермално водата може да се изгуби од кожата. И на тој начин комбинацијата на растителните масла и екстрактите овозможуваат една здрава, оптимална нега на кожата, која што ќе овозможи нејзин правилен и урамнотежен раст и развој. Дали сапунчињата може да наштетат на кожата на бебето? Еве сега споменавте што се може да се случи. Може ли да ја исушат дополнително? Да, самото капење, значи, може да представува еден убав ритуал за бебчето во кое што ќе ужива и сапуните многу често нивната употреба може да ја промени pH вредноста на кожата. Од тие причини строго, значи и силно се препорачува сапуни да не се користат во хигиената, нели, кога се одвива кај дечињата, но пак може да се користат производи како што се, еве, 2 во 1, нели, рековме, шампончињата и гелчињата кои што се од органско потекло. Зошто? Затоа што во нив се содржат одредени субстанции кои што ние ги нарекуваме тензиди и кои што се многу нежни.
ефикасно и нежно ја чистат кожата, но и одржуваат нејзиниот баланс. И овде би можеле да ги споменеме како активни состојки. Една од нив е кокосовиот глукозид, кој што баш го има во шампончето и гелчето за туширање од Веледа. Тој е еден многу нежен производ, всушност е шеќерен сурфактант. Значи тој се добива од пулпата, од зрелиот плод на кокосот. Нежно ја чисти кожата, не е на база на јонски изменувачи и на тој начин се всушност одржува еден баланс помеѓу чистењето и хидратацијата на кожата. При самиот процес на капење, како еден убав ритуал, секогаш треба да напоменеме да се внимава на фокус зоните кои што треба убаво да се исчистат. Тоа е зоната на пеленската регија, кај вратчето и секако на дланките, помеѓу прстињата и ножињата. Го споменавте шампончето, еве сега можам да им соопштам на гледачите дека 5 минути од вас денеска ќе добијат подароци од Веледа, шампонче, крем за пеленска регија, крема за нега на лице и масло без мирис за масажа и нега на кожата. 3076-677 е телефонскиот број на телевизија Телма. Јавете се и ќе можете да добиете еден ваков убав подарок. Споменавме, значи, шампонче. Дали косичката треба да се мие уште од самиот почеток со шампонче? Или пак може би на почеток е подобро само со вода? Тоа е избор на родителот. Затоа и велиме, значи, дека може да биде и со водичка, но и со шампончиња кои што се вака нежни и кои што всушност ќе го одржуваат здрав скалпот на површината на бебешката главче, затоа што во текот на првата година тоа е исто така една прилично сензитивна регија која што бара внимателна нега. Јаки сурфактанти секако не се препорачливи. Така, кај бебињата се ово и теменица на главчето. Тоа се оние како мали лушпи на главчето, кои што и од естетски аспект изгледа лошо. Не знам сега дали тука нешто може здравствено да влие, не ми се верува, но сепак родителите се обидуваат да го решат тој проблем со теменицата. На каков начин се решава? Постојат ли средства кои што се специјално наменети за тоа? Да, постојат, значи, во аптеките средства кои што се специјално за теменици. Благодарение на нивната специфична формулација, тие содржат баш точна количина на кератолитички активни состојки. Што е тоа кератолитички активни состојки? Се состојки кои што овозможуваат луштење, значи правилно, нежно луштење на тие плакички, значи жолти масни плакички кои што се наоѓаат на површината на кожата, но секогаш тие производи кои што се и во вид на шампончиња или како кремчиња, дополнително содржат и хидратирачки агенси. Никако родителите не смеат, значи, тоа на сила да се отстранува, туку во самиот процес на бањање, значи, треба да оставиме тие сами да се одлепат од површината на скалпот. Во многу случаи, како пред негата, значи, односно пред бањањето, помага и маслото од невен без мирис, се нанесува на површината и тоа помага масленце полесно тие жолтеникави масни плакички да се одделат од површината на скалпчето, односно на главчето кај бебето. Имаме гледачи кои што чека да бидат вклучени во програма. Добар ден. Кој ни се јавува? Добар ден. Кој се јавува? Наташа се јавува. Поздрав до вас и до гостинката. Поздрав и до вас, Наташа. Да, чекајќи на линија, всушност ми одговоривте на прашањето што сакав да го поставам за теменицата кај бебињата. Ајде само едно подпрашање, дали секој ден треба да се бањат и дали секој ден баш главчето треба да се третира со шампонче? Така, ова е едно добро прашање. Така, да, значи во Германија нивните стандарди веќе во болниците велат дека не треба секојдневно да се бања детенцето за да не се отстрани тој хидролипиден слој на кожата, но сепак е прашање на избор. Доколку ги бањаме со овие нежни органски производи, ние ја го зачувуваме здравието на кожата, така да не е штетно. Така, дали Наташа се уште на линија? Да. Така, вие на подарок ќе добиете шампонче, дали ви одговара? Така? Да. Еве, едно шампонче кое што мислам дека ќе биде одличен избор за вашето дете. Оставите ги вашите податоци во режија и подарокот ќе можете да го подигнете во телевизија Телма. Ајде да ги вклучиме и останатите гледачи кои што се на линија и кои што чека да бидат вклучени во програма. Добар ден, кој е нашиот следен гледач? Добар ден. Добар ден, со кого разговарам?
На телефон е Ана. Ана, вие сте мајка на бебе, на дете? На бебе, 3 Така? месечно. 3-месечно бебе, така што верувам дека добро ќе ви се дојдат овие пронајдат, козметички средства. Имате некое прашање конкретно поврзано со денешната тема, со препаратите за користење? Поврзани со одржување на хигиена? Доста интересни и одговорите на сите наши прашања. Така. И вие исто така добивте шампонче за вашето бебе. Се надевам дека ќе уживате во ритуалите во капењето. Имаме уште еден гледач на линија. Ајде да го вклучиме. Ао, добар ден. Добар ден, со кого разговарам? На телефона Катерина, гледачка од Скопје. Така. За кого ќе биде наменет овој подарок што ќе го добиете денеска? За керкичката, она Така. е една месечна бебенца во моментов. Ја користиме, значи, колекцијата на Веледа, шампончето и млекцето што е за тело. Во моментот се сме во период кога се лупи самата кожичка, па ја мора да ја мачкаме со нешто мрсно, нели? Па може масленце да поклониме. Така. Да, маслото без мирисе Ете, може да го маслото за поклониме. мирис, за масажа, токму вие ќе го добиете и ќе можете да поминете во телевизија Телма да го подигнете. Така, ви благодарам многу и поздрав. Ви до благодарам вашата и вам што гостинка. се вклучивте во програма. Ајде да го вклучиме и следниот гледач. Добар ден. Добар ден, Со кого разговарам? со Марина. Марина, дали вие користите органска козметика за вашето дете? Или сега прв пат ќе имате шанс? Не, само со Павловичева. Така? После бањање, така сум слушнала дека е најдобро сега за сега. Така. Еве сега ќе имате можност да пробате и нешто друго. Колкаво е вашето дете? 8 месеци. Така, 8 месеци. За 8-месечно бебе се уште мислам дека користите креми за пеленска регија, дека тоа ќе биде еден добар избор за вас. До годинка. Да. Оставете ги вашите податоци во режија и ќе можете да си го подигнете подарокот од телевизија Телма и имаме уште еден гледач, последен во овој блок што ќе го вклучиме. Добар ден и за него. Добар ден. Добар ден, кој се јавува? Марија е на телефон. Така? Имам 12 дена бебенце, О, женско. баш убаво. Да. Одлично. Јас сакав да прашам, купив сапун од Мустела. Сапунчето 2 пати го користев, бидејќи нели не треба толку често да се бања бебето. На почетокот нели збориме само со водичка дека требаше, меѓутоа сега приметив во долниот дел како крукчиња веќе како малку позасушени во интимниот дел. Значи зборам на девојчето. Дали да продолжам со истиот сапун да ја замивам или да Така да престанам промените, нешто да земете нешто друго, така. Бебешката кожа, бидејќи е многу тенка, лесно пермеабилна и е склона, значи, особено пеленската регија и кон дехидратација и кон појава на иритации. Поради тоа се препорачува, значи, нежна нега во тој период со заштитен крем за пеленска регија и секако измивање само со водичка или водичка во која што има масло од невен, да се помине убаво да се исчисти регијата и потоа заштитниот крем кој што ќе го обнови, тоа е и текако деликатно подречје на пеленската регија. Последната гледачка кремче ќе за добие лице, кремче за да, лице. да. Така. Веќе споменавме масло за бебиња без мирис и без додатоци. Дали се тие добри за масажа на бебето и зошто е важно бебето да биде масирано во текот на денот? Така, да. Внимателно секако тоа мора да го потенцираме. Токму така, да. Бидејќи се случува некои мајки да стават фотографии на Facebook, а бебето да биде вцрвенато од што силно го масирале. Секогаш допирот е тој кој што е првиот стимул на бебешката кожа. Таа многу реагира на сите сензации и масажот, односно допирот, имаат и медицински од аспект се добри, но секако и во однос на тој емотивен контекст. Со помош на маслата без мирис, всушност се гради хидролипидниот слој на кожата, се создава така ние велиме втора кожа кај бебето која што ја одржува терморегулацијата, која што со текот на годините како зрее бебешката кожа се воспоставува веќе балансот, ја одржува хидратацијата на кожата и ја прави поеластична и мека.
Масажата кај бебчињата, како што реков, од медицински аспект е добра, бидејќи со помош на масажата може и да ги намалиме коликите кај бебчињата. Со помош на кремот за лице се прави и масажичка кај новороденчињата околу устичката во овој дел, бидејќи на тој начин се поттикнува истовремено и да се развијат мускулите со помош на кои бебчето подобро ќе цица. И допирот на родителите во текот на масажата, која што ќе биде еден дел од секојдневната рутина за нега на кожата, создава нешто што е од непроценлива важност, а тоа е кругот на доверба. Апсолутно. Инаку еве конкретно маслото од невен без мириси содржи и масло од сусам, екстракт од цветот невен, навистина само природни, само природни состојки, што е важно. Базата е всушност, значи, се тие квалитетни суровини, кои што и детенцето како ги става прстињата во уста да се допре сосема безбедно, бидејќи се од органско потекло. И немаат хемиски состојки, може слободно и да се лизне, да се проба, а тоа да нема штетно дејство по здравието. Што е со влажните марамици? Некогаш децата се иритираат во пеленската регија токму од влажните марамици, а родителите ги користат често за одржување хигиена. Доколку се јавува реакција, дали треба да се употребуваат? Не треба да се употребуваат влажните марамици доколку веќе се појави, значи, пеленскиот осип или иритирана кожата во подрачјето на пелените. Таа кожа детската, една од карактеристиките дека е многу пермеабилна, е всушност отворена врата за активните состојки понатаму да стигнат во системска абсорпција. Поради тоа, кога е иритирана кожата, треба да се избегнуваат, односно воопшто да не се користат влажни марамици. Насоките во однос на хигиената дека треба често да дојде до менување редовно на пелените. Тоа подрачје да се мие само со водичка, која што понатаму нели на памукчето ќе се вкапат неколку капкички од маслото и ќе се исчисти, и понатаму да се користи крем заштитен за пеленската регија, кој што камилицата, невенот се активни состојки. Убаво е тој крем да содржи ланолин и пчелин восок, затоа што прави еден вид на бариера помеѓу влажната пелена и детската кожа, дополнително да не ја иритира, и секако цинкоксидот кој што има антисептичко својство, антимикробно својство, овозможува да зарасне правилно раната, го одржува имунитетот, го гради целуларниот матрикс, но секако морам да напоменам дека тој треба да биде во оптимални концентрации. Не треба, значи, да бидат високите концентрации, то оптимални концентрации се сметат некаде 10 до 12% на цинкоксид. Мора да се внимава, затоа што некои производи содржат и до 40%, а претходно спомнавме, значи, за она карактеристика дека телесната површина е многу голем односот меѓу телесната површина и тежината на бебето, и супстанции кои што не се токсични, се безазлезни, може да имаат и да направат несакан, односно токсичен ефект. Родителите се во дилема дали да користат пудра за пеленската регија. Има некои предупредувања од Американската педијатриска асоциација дека вдишувањето на пудрата може да создаде проблеми со белите дробови, па дури да создаде сериозни проблеми. Од друга страна, читаме и дека еден познат светски бренд што произведува пудра, веќе ја доби тужба и беше обвинет дека неговите производи се канцерогени. Значи, потребно ли е да се користи пудра во детска возраст? Негата на пеленската регија е многу специфична и поради тоа треба да се внимава многу за употребата на производите. Кремот кој што е за пеленска регија всушност ја штити кожата да не дојде до пеленски осип. Претходно што ги спомнавме, талкот како активна состојка не треба да се користи директно на кожата. Самите производи кои што се за нега на пеленската регија, дали содржат цинк или не содржат, секогаш во нивниот состав производителот става, значи, хигроскопни супстанции, тоа е како на пример каолин од глината, кој што не дозволува нели да има повисок процент на влажност на таа регија и да настане влошување, односно иритации и вцрвенување. Затоа секогаш читајте ги декларациите, водете се, значи, и по декларациите и по сертификатите кои што ги има на производите. Така.
Емилија, ви благодарам што бевте дел од 0N+, на вистина Благодарам корисни на совети, вас. препораки до родителите, кои што се поврзани со козметичките средства за нивните бебиња, а секојдневно ги употребуваат. Токму така, Токму да. поради тоа треба да ги читат, како што веќе споменавте, Да, декларациите. да, Ви да. благодарам и за прекрасните Молам, подароци од да, Веледа ми за беше нашите мило. гледачи. Тука го закружуваме денешното издание. Се надевам дека проследивте уште една интересна емисија поврзана со здравјето и развојот на вашите најмили. Се гледаме секој работен ден во рамки на утринската на Телма. Пријатно.